Добро вечер. И во овие топли денови за Скопје, ние повторно се обидовме да запишуваме страници на градскиот дневник. Во врти случај, тоа ти е Скопје. И она што успеавме да го спакуваме во 45 минути во текот на оваа седмица, вие ќе имате можност да го одгледате во еден здив. Почнуваме веднаш. А ако станува збор за литература, тогаш пријатно ме изненади новата акција на градската библиотека Браќа Миладиновци. Дел од македонското книжевно наследство тие ни го подаруваат во вакви DVD изданија. Бев да си земам книга од библиотека кога во аулата забележав пано со нови дигитални изданија на дел од македонското книжевно наследство. 3 едиции со 23 изданија, а меѓу нив песните на Рацин и Јаневски, зборникот на Миладиновци, бегалка на Илјовски. Еве целта на проектот дигитализација на книжевното наследство. Прво да ги заштитиме овие дела и друго да ги направиме достапни надвор од Скопје, цела Македонија и цел свет. Познато е дека нашето иселеништво се соочува со недостаток од материјали од ваков тип, граматики, правописи, историја на македонскиот јазик, нашето наследство, и ние мислиме дека со овој проект ќе им овозможиме да бидат во контакт со македонскиот јазик, во контакт со она што е наш книжевен темел и ќе ги приближиме до матицата. Неопходноста од овој чекор е резултат на глобалните случувања. Фрустрирачки звучат податоците за нашата мала присутност во интернет светот. 21 век е модерно општество, овие тенденции што ги има глобално, се да се упишеме на дигитално ниво. Ако не сме упишани на дигитално ниво, не постоиме. За жал, Македонија дигитално не постои никаде. На проект Гутенберг нема ниту една книга на македонски јазик во дигитална форма. Сите околни држави ги има. На Википедија немаме ни 10.000 статии на македонски јазик. И да не набројувам. Јас сакам таа тенденција ние да ја прекинеме. Мора да ги имаме во дигитална форма и сите овие наши богатства, наше знаење, нашите великани да ги има во дигитална форма. Кој сака да чита на хартија, нека чита на хартија. Ние сме библиотека, ги имаме и на хартија. Овие книжевни дела може да ги подигнете и на сајтот на градската библиотека. А на сајтот наскоро ќе ги најдете и биографиите на Личиновски и Мартиновски од Ѓурѓа во специјални изданија. Се обидовме да не биде суво дигитализирање, но ако постои документиран филм, ако постои игран филм, ако постои снимен материјал, се обидуваме делови или целото тоа да го вклопиме во една целина, така што да биде вака еден мултимедијален интересен проект за да се користи. Следниот чекор е нови DVD изданија на нашето книжевно наследство или ајде да читаме книги на компјутер. Склучуваме договори со сите издавачи, книгите кои што се исцрпени, кои што веќе финансиски не носат бенефит за нив, авторските права да ни ги префрлат и во дигитална форма ние да ги направиме, да ги сочуваме, да ги објавиме вака и да ги ставиме плюс на веб-сайт да се преземаат бесплатно. Во очекување на нови наслови, погледнете што градската библиотека подготви за нас во дигитална форма на книги на својот сајт.